Туцање е најбитна операција у овој празник и причинјава големо задоволство, особено кај помладите. Али со јајца са туцат и постари. Ево, земи да демонстрисаме. Клисар. Се удира така што само со јајцето дък. Ето. И тој што ќе му остане цело јајцето, он е победник и он иде далje. Исто ми се свиđа и то, забораев, има некој мангупи што са со дрвени јајца што го удара и може да направат пуздар, меđутим то ние ги познаваме и одако. Исто ми се свиđа то што многу млади се спират, вака се скупнат пред црквите. Исто, меđутим, го бават попот со јајца, а то уопште не е лепо, никој не го погоди. И управо зато ја дадоведе краток увод и сега ќе ги запитаме ние тука луѓето што са оваа богослужба, да ни кажат малце поопшино уврска со ова. Сметам дека е потребно за јавноста во оваа пригода да се кажи следново. Воедно му е то притиснати од стегите на тоталитаризмот, народот имаше цел само да гаѓа посвещените лица со една боја јајца, само со црвени. Благословен Боже наш! Благодарение на напливите на демократијата и навлегувањето на демократските процеси и на овие наши македонски простори, луѓето почнаа да фрлаат посвещените лица и со различна боја јајца, кажуваме ги боите. Плава. Плави јајца. Жолта. Жолти јајца. Зелена. Зелени јајца. И така натаму. И така му натаму јајца. Благословен Боже наш. И треба исто ова пригода да се покаже, да се каже и да се потенцира и следново. Благодарение на нашата влада македонска, во овој момент се увезува цел контингент јајца од увоз. По 100 денара табла. По 100 денара табла, како што рековте вие пред малку. И сега на општо задоволство народот може да се чука колку што сака за ефтини пари. Благословен Боже наш! И на крај нормално, кога ќе ви кажат Христос воскресе, вие треба да кажете фала такоđe и одак то. Благословен Боже наш!